Добар ден и од мене, започува најновото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се поголем е бројот на децата кои страдаат од алергии и респираторни заболувања кои се директна последица на загадениот воздух. Ова е особено изразено во текот на грејната сезона, кога концентрацијата на цврстите микрочестички е повеќократно зголемена. Денешен гостин во студиото е професор доктор Дејан Докич, специјалист интернист, специјалист по пулмологија и алергологија, директор на клиниката за пулмологија и алергологија, со кој ќе проговориме за сето ова. Добре ни дојдовте. Добро и најдов. Најнапред да започнеме од тоа што представува аерозагадувањето, што се вдишуваме кога е воздухот загаден. Аерозагадувањето практично се супстанции кои што настануваат од согорување на одредени горива, било да е тоа јаглен, било да е тоа дрва, било да е тоа мазут, односно продукти од бензин и нафта. Така да сето тоа што излегува при согорување на ваквите горива или материјали го нарекуваме загадување, затоа што оди во воздухот. Сега постојат примарни загадувачи кои што како такви веќе се продуцираат и одат во воздухот. Например, таков е азотниот двеоксид, ПМ частичките, дизел горивата и така натаму. Меѓутоа постојат и секундарни аерозагадувачи, односно овие примерните што излегуваат меѓу себе реагираат под влијание на сончевата енергија понекогаш и светлост и се претварат во други аерозагадувачи, ги нарекуваме секундарни. Тука спаѓа озонот, повторно некои азотни оксиди и така натаму. Значи имаме и примерни и секундарни. Сега во однос на нивната густина и хемиски состав, тие може да бидат цврсти материи, односно да се честички цврсти, тоа се ПМ частичките, но може да бидат во гасовита состојба, како што е озонот, азотен диоксид, јаглероден моноксид и некои други, но исто така можат и во течна состојба да бидат. Значи тие се различни. Во однос на ПМ частичките, повторно ќе кажам, тоа се супстанции околу кои што во основата, во центарот имат едно јадро од јаглерод. Околу тоа јадро се налепуваат различни тешки метали, органски соединенија и во зависност од содржината на тешките метали и органски соединенија што се налепуваат, тие се повеќе или помалку штетни и можат да предизвикаат проблеми кај луѓето. Зашто ги викаме ПМ10? ПМ10 заради тоа што се тие поголеми во диаметар. Нивниот диаметар на частичките е 10 микрометри и ги викаме ПМ10. Меѓутоа, има и поситни, помали, PM2,5. Ги имаме ПМ2,5, тоа се сите оние частички со диаметар од 2,5 до 10 и имаме ултрафини кои што се испод 1 микрометар во диаметар и тие при инхалирање навлегуваат најдлабоко во најмалите дишни патишта, па дури и во алвеолите и се директно обвинети за настанување на белодробен карцином. Така, во текот на грејната сезона некако најмногу се фокусираме на PM частичките, постојано се мерат. Некако останатите полутанти доаѓаат во втор план. Зошто се толку многу опасни PM10 частичките? Дали се само тие одговорни за развој на респираторни болести, карциноми или пак и другите полутанти може да доведат до големи компликации? Апсолутно не. Тие се можеби затоа што има апаратура што ги мери нив, меѓутоа исто така во тие нови аерозагадувачи спаѓаат и азотните оксиди, особено азотен двеоксид, кој што е најодговорен за настанувањето на смог. Доколку пак се јави и сулфур диоксид во таа компонента, имаме оној киселкаст дожд, дава еден киселкаст мирис или вкус ако падне или на кожата како киселина делува веќе. Понатаму имате издувните гасови од дизел горивата. Што е актуелно во моментот? Што е актуелно, меѓутоа тоа не е ништо друго, туку се ПМ частички со помал диаметар од 2,5 микрометри, што значи дека овие се исто така имаат јадро на кој што се налепуваат огромен број на органски соединенија што настануваат при согорување на дизел горивата. Значи, издувните гасови од дизел горивата не е ништо друго, туку ПМ частички со помал диаметар. Сите заедно делуваат. Ние не живееме во една средина каде што имате оптеретување само со ПМ частички. Напротив,
тие сите заедно делуваат така што реков, создаваат и секундарни аерозагадувачи, па заедно со примерните делуваат штетно на човековиот организам, потенцирајќи го своето негативно влијание. Значи да е само ПМ10 ние можеби ќе излеземе некако на крај, но на жалост тоа е комбинација од сите овие аерозагадувачи што настануваат. Децата се особено особено чувствителни, особено чувствителни на сите видови загадување на животната средина, а особено на аерозагадувањето. Дали има некаква поврзаност начинот на кој што тие дишат? Тие двојно побрзо дишат од возрастните, што значи дека и двојно повеќе воздух примаат во белите дробови, постојано се во движење и слично. Видете, децата се вулнерабилни од заради повеќе причини. Прво затоа што кај нив имуниот систем се уште се гради. Тие кога ќе се родат имаат некој стекнат имунодговор, меѓутоа се извинам, имаат некој вроден имунодговор, но она што го стекнуваат во текот на животот, тоа треба да го градат. Значи тие се уште немаат некаков изграден имунодговор, особено помалите деца, значи докај 4-та година, 5-та се гради сопствениот имунитет. Второ, децата знаете дека се суштества кои што се движат нон-стоп, се играат, тоа е дел од нивниот секојдневен живот и со самото тоа трчање, играње, повеќе е захтевноста на срцевиот, на кардиоваскуларниот систем, но исто така и на системот за дишање, има поголеми потреби и заради тоа тие поголема количина на воздух дишат и се разбира дека во текот на растот тие се поосетливи на сите надворешни фактори. Меѓутоа, сакам да напомнам дека аерозагадувањето, независно кој е таа комбинација на аерозагадувачи, делува штетно и на здравите особи, значи не делува штетно само на болните пациенти. Правени се испитувања, јас во Саутемптон во Англија вршевме испитувања како влијаат точно издувните гасови од дизел горивата и озонот, меѓу кои што слични се резултатите со ПМ честички, каде што откривме дека кај пациенти кога ќе бидат експонирани на аерозагадување во специјални комори за неколку часа, гледаме дека кај нив се јавува едно лесно воспаление на слузокожата од носот и на слузокожата од долните дишни патишта, од бронхите. И такво едно воспаление може да доведе до кашлица, може да доведе до намален капацитет на белите дробови, може да доведе до преосетливост на дишното стебло. Што сакам да кажам преосетливост? Станува преосетливо на надворешни фактори на кои што едно здраво дишно стебло нема да реагира. Например, сув, ладен воздух, влажен воздух, стрес, физичка активност. Значи, ако некој има здраво дишно стебло и при вакви активности или временски погоди, односно непогоди, нема да има проблеми на неговиот лумен, на неговата расширеност. Меѓутоа, кај овие пациенти кои што се подолгорочно и хронично изложени на аерозагадување заради воспалението што се јавува, а тоа го предизвикуваат аерозагадувачите, тоа нивно дишно стебло станува преосетливо и сега веќе на различни промени во климата или стрес или физичка активност, тоа се доаѓа до спазам, односно малкуцка се смалува луменот и потешко дишат, некојаш може да имаат и свирење во градите, кашлица се јавува и некои други симптоми. Затоа се случува децата постојано да кашлаат, додека е загаден може воздух, да кашлат и кога имаат и вирусни инфекции. Но кога ќе ги однесат на планина, понекога се случува да им се смири кашлицата. И потоа кога ќе се вратат во градот, да се вратат старите симптоми. Исто така од што се извинувам што прекинав. А од што зависи колкава ќе биде воспалението, што ќе се јави на слузокожата? Дали концентрацијата? Од концентрацијата и од должината на експозиција. Значи, ако имате краткотрајна експозиција на не многу голема концентрација, нема да ги имате симптомите или многу полесно ќе биде воспалението, отколку ако имате постојано хронично една експозиција долгорочно и на високи концентрации. Се разбира дека тоа едно со друго е директно поврзано. Проблем е децата да ги изфрлат овие микрочестички од белите дробови кога ќе навлезат. Тешко е заради тоа што тие честички еве да се спуштиме на едно микроскопско ниво, на едно микрониво. Кога тие ќе дојдат, ќе се налепат на слузокожата, било да од дишното стебло, од горни или долни дишни патишта. Тие по пат на оксидација ја оштетуваат самата клетка од епителот. И клетката од епителот реагира на тој оксидативен стрес, да го наречам, што почнува да произведува одредени субстанци кои што покренуваат еден воспалителен процес. Значи, еден одбранбен механизам е воспалението, да знаеме. Секогаш кога имаме навлегување на вирус, кога имаме на бактерија, имуниот систем се брани со
покренување на една одбрамбена реакција, односно воспалителна реакција. Во овој случај немаме вирус бактерија, имаме аерозагадување, што по пат на оксидација ја оштетува клетката и таа реагира со предизвикување на едно воспаление во тој регион каде што е навлезено аерозагадувањето. Но постојат податоци, директни податоци, дека аерозагадувањето го олеснува навлегувањето на вирусите преку зголемување на одредени рецептори кои што се влезна врата на вирусите. Тоа е докажано, особено и за азотниот моноксид, за азотниот диоксид и за ПМ частичките, што значи дека самото воспаление по себе прави самото аерозагадување прави воспаление, подлога, но и го олеснува влегувањето на вирусите, па имате комбинација на крај. Односно, во период кога имаме повеќе аерозагадување, ќе имаме повеќе настинки во тој период. Полесно ќе навлегуваат микроорганизмите пред се вирусите. А точно ли е дека и децата стануваат почувствителни, односно се зголемува ризикот за алергија? Точно така, постојат исто така научни докази дека аерозагадувањето делува на имуниот систем во смисла на појачување на реакцијата на имуниот систем во правец на алергиски реакции. Значи, тие пациенти кои што се експонирани на аерозагадување, многу полесно може да добијат алергија. Ако имаат алергија, ќе се влоши, а од друга страна аерозагадувањето делува и на поленот, делува и на останатите алергени, така што ги прави поагресивни, попотентни. Значи имате двострано дејство. Од една страна појачано алергени, појачани поленски зрнца со нивната агресивност, и од друга страна зголемена реакција кај оние кои што веќе имаат пациентите што имаат алергии. Во однос на ова што кажувате за влијанието на ПМ частичките врз здравјето на децата, постои една во книгите се објавува, тоа е во долината на Јутах, Поуп, тоа е авторот кој што го презентирал и го објавил овој резултат, имала фабрика која што ја загадувала целокупната околина, целата долина, и имало голем број на хоспитализации на деца, посебно на деца, кои што со симптоми на астма и со симптоми на бронхит. Меѓутоа, заради штрајк на вработените, фабриката била затворена. Година и пол дена, 2 години не работела фабриката, со кој што драстично се намалил бројот на деца кои што имале астма и бронхит и се хоспитализирани со такви симптоми. После 2 години, кога повторно се отворила фабриката, повторно приметиле. Значи, тој е еден природен феномен кој што на еден природен експериментален начин докажала колку влијание има ПМ частичките врз здравјето на децата. Во овој дел од емисијата можеме да ги вклучиме гледачите со нивни прашања, ќе биде контакт на емисијата од тука па се до крајот. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно јавете се доколку имате прашање поврзано со денешната тема, респираторни заболувања и алергии кај децата поврзани со загадувањето. И сега децата кои што имаат вакви проблеми кои што се поврзани со загадувањето, дали треба постојано да примаат некаква превентивна терапија? Што се препорачува? Знаете што, јас не сум од оние кои што фаворизира примање на било какви супстанции, ни кај возрастни, а уште помалку кај децата. Значи, прво, нормално е дека треба по одредена група на витамини да се зимаат во одредена возраст, се со цел да се на некој начин подобри имуниот систем, но во некоја друга прилика ќе говориме за вистинската вредност на витамините, барем кај возрастните, што можам да кажам, бидејќи некои научни истражувања кажуваат дека воопшто нема никаков ефект. За секој поединечно може да говориме, она што се знае дека нешто помага, тоа е витаминот С, витаминот Д, има позитивни, значи позитивни заклучоци во однос на нивното дејство по здравјето. Меѓутоа, за многу други витамини може би нема тоа да звучи пријатно, меѓутоа нема некоја разлика, кај некој дури имало и сосема други резултати. Така да, сметам дека бидејќи аерозагадувачите делуваат по пат на оксидација, исто така правевме некои испитувања за време на мојот престој во Англија, каде што дававме антиоксиданси.
но тоа не треба да се претера со нивото. Било да се јадат значи зеленчуци или овоше кои што делуваат како антиоксиданси и на природен начин да се внесува, доколку нема или сметаат родителите дека треба малку повеќе да обрнат на тој начин внимание на децата и на нивното здравје, можат витамин С да дадат и евентуално витамин Д, кои што знаеме дека се антиоксиданси и би можеле на некој начин да се подобри имунитетот, односно одбраната, да се намали тоа штетно влијание на оксидативните продукти како што се аерозагадувачи. Се разбира дека можат исто така да колку можат да одат на чист воздух, сега каде е тоа не можам да ви кажам во овој момент, каде има чист воздух, веројатно на планините и повисоките. Помагат ги кратки епизоди на престој на чист воздух? Знаете како, секој престој на чист воздух е корисен. Па долг или краток зависи од тоа можностите какви се или времето или други фактори што влијат, но јас секогаш би препорачал да се оди да се борави на чист воздух. Значи, чистиот воздух е секогаш позитивен кај секого и кај здравите и кај болните пациенти. Оние кои што веќе имаат познати оштетувања, односно хронични болести на дишните патишта, во форма на астма или бронхит или некои други ринити и така натаму. Тие редовно да ја зимаат терапијата. Бидејќи редовно зимање на терапијата го спречуваат влошувањето и оној дополнително агресивен момент што го имаат аерозагадувачите. Понатаму нормално маски сега се доста популарни. Се разбира не секоја маска, него онаа која што има филтери, која што ви гарантира дека ПМ частичките може да ги филтрира и другите. Многу често ставаат обични медицински маски. Не, обични медицински не помагат, така да тоа е безпредметно и безсмислено да се стават такви маски. Ви кажувам најодговорно, тоа ништо не помага. Так. Значи мора да земат специјални кои што имаат вградени филтри од страната, кои што исто и се менуваат и кои што се специјално за тоа наменети. Так. Понатаму постојат апарати што за домашна употреба можат гледачите да ги употребуваат за своите деца, значи кои што се пречистувачи на воздухот. И не само пречистувачи, туку исто е важно да го климатизираат воздухот, односно да го влажат и евентуално во зимно време да го топлат. Меѓутоа влажноста е многу важна, бидејќи греењето секаде каде што имате некое грејно тело, го суши воздухот и практично доста од децата и возрастните имаат сува слузокожа на носот или на устната, особено навечер кога спијат, така да единици кои што би можеле да го навлажнуваат воздухот, а истовремено и да го филтрираат од надвршните честички, би бил позитивен да се употреби и убаво би било да се употреби кај во тие домови, нели? Имаме гледачи на линија, да ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ка поздрав за докторот, имам едно прашање. Значи имам 2,5 годишно дете, кој што не оди во градинка, не ја чува жена дома. Меѓутоа од ептан здраво дете, да речам последниот месец и пол, значи постојано кашля. Ја носиме нонстоп на прегледи, на контроли, дури разви ларингит, меѓутоа без никаков антибиотик во моментот, само еден обичен сироп пиеме за смирување на кашлицата. Теке и се смири, теке почна да кашла на премногу. Сега да го прашам докторот дали тоа има влијание во воздухот, веќе живееме баш скоро во центар и колку толку можеме да носиме, значи секој викенд надвор од Скопје. Меѓутоа нели сепак преку неделата тоа е тоа, значи воздухот е тој. Колку постои неможност да не дај Боже се спуштите таа некоја кашлица на плуќа и слично, значи дали постои место за загриженост или ќе остане само на тоа да кашла постојано. Значи се смирува еден ден, два ќе се смири воопшто не кашла, после продолжува да кашла како премногу, значи кашлање неколку дена, па пак се смирува и тоа е така месец и пол. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова е една голема дилема на родителите, дали кашлањето е од загадениот воздух или од нешто друго. Видете, пред месец и пол не верувам дека толку големо беше загадувањето на воздухот, така да почетокот не би го поврзал баш со загадувањето. Може би повеќе се работи за некоја вирусна инфекција. Особено малите деца страдаат од ларингит. Често пати, значи, пак ќе кажам, може да е вирусна инфекција. Сега, понекогаш не може да се исклучи и алергија. Значи, од пред месец и пол малку може би е поладно времето, точно кога почна грејната сезона не можам да кажам, меѓутоа ако е коинцидентно може да се работи за домашна прашина или некој друг целогодишен алерген. У секој случај, факт е дека на вака детево кое што има кашлица и ларингит, веројатно од вирусна инфекција или алергиска, не е битно од што, во моментот не може да се разграничи, аерозагадувањето ќе ја влоши состојбата. Тоа мислам дека јасно и на родителите и сами викат колку можат борават на
чист воздух и тоа е. Да се плашите не треба превентивно нити антибиотик ако немате индикации за тоа да се земат. Јас сум исто против давање на антибиотици, особено на деца, ако нема потреба, пак да не бидам погрешно разбран. И ако случајно приметите дека проблемите се со дишењето, побрзо дише и свири во градите или хрчење, ако ставите раката и грчи како предење на мачињата, тогаш веќе има индикации дека се спуштено надолу и би требало да се обратите на лекар. Имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас само имам констатација, бидејќи многу работи ми се јасни. Така. И секојаш верам, ни милион доктори не ќе ни помогнат ако нашиот однос кон животната средина не е за никаде. Ете и покрај преубавото поднебе што го имавме, го направивме за никаде. Од безобзирна трка по парите. Нашето поднебе болно е. Не е чудно што и ние болни сме. Чудното е што кај нас нема освестување. Кога, докторе, ќе реагираме за криминалното освојување просторот за живење? Ова е прашање пред сите нас, посебно пред медицината и докторите. Реков, не знам колку доктори, не знам со која стручност не ќе ни помогат, како ние понатаму ја уништуваме природата, нашата мајка за живење. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што го изразивте вашиот став. Значи, загадувањето е еден комплексен проблем кој што бара системско решавање, меѓу другото и ние сме како индивидуи вклучени во целиот овој процес и треба да внимаваме. Имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Само да питам докторот за конкретно прашање. Така. Имам 3 годишно бруче кој често кашла вака и они живеат у просторија, значи заедно и дневен простор и трапезарија и кујна, а у кујната се готви на плин. Дали плинот има влијание на нечистиот воздух? Конкретно така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, сите грејни тела, било да е плин, било да се некои чврсти горива, ако греат или ако готват или се греат на дрва и така натаму, сите тие исто така придонесуваат да се квалитетот на воздухот во просторијата да не биде оној кој што треба. Се разбира дека некога животните услови не може да ни дозволат да имаме се она по стандарди како што треба. Навистина можно е да имате влијание делумно од плинот, меѓутоа условите се тие, како што ги спомна гледачот. Не може тука нешто многу да се направи, нели? Така. Родителите се навистина исплашени и за своето здравје, пред се за здравјето на своите деца, бидејќи се долготрајно со години изложени нивните деца на загаден воздух. Колку често кај децата кои што живеат во вакви средини се јавуваат хронични болести? Па видите, често се јавуваат. Мора да се земе во предвид дека 21-то столетие е прогласено од Светската здравствена организација дека ќе биде век во кој што алергиите ќе бидат во епидемиски размери. Сега, прашањето е зошто? Наследниот фактор не може да го објасни тоа. Меѓутоа може да го објасни аерозагадувањето. Ние кога дишаме воздух кој што е загаден нормално, како што пред малку објаснив, станува збор за едно хронично воспаление кое што понатаму води и олеснува и го зголемува бројот на алергиските пациенти. И нормално тоа е еден само од објаснувањата, но да не заборавиме дека исто така освен чистиот воздух, потребна е и исправна храна, здрава храна. Преку храната се внесуваат многу хормони, било да се преку млеката, антибиотици, преку месото и преку млекото од кравите, затоа што во месната индустрија нормално сакаат побрзо да имаат поголем профит, не им се исплати нивната стока или живина да биде болна, туку треба брзо да се достигне одредена големина и количина, така да многу често може да се јави, например, ако се даваат пеницилински препарати и некој дете пие такво млеко и може некојаш да се развие алергија на некој лек кој што не го примал, што не е возможно у медицината, односно индиректно го прима преку храната. И да не кажам дека преку различните зеленчуци, преку овошја кои што се прскаат, каде што се употребуваат пестициди, хербициди и така натаму, сето тоа ако не се добро исчисти, влегува во организмот и се заедно. Значи не е тоа само еден фактор. Во тој работат, ако имате еден или два фактори, ќе ги идентификувате, ќе ги отстраните или ќе ги намалите,
Меѓутоа, во овој случај премногу се и сите тие заедно придонесуваат да еве се повеќе и повеќе пациенти ќе имаме кои што ќе страдаат од хронични или алергиски заболувања. Имаме уште еден гледач на линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање. Јас сум баба на 6 внучиња. Како бебе, кога ќе се разболи внучето, јас му давам 3 лажици супени со 4-5 лукчиња исецкано да ги запрашам. И во сокче 3 пати во денот му ставам како антибиотик. Сега пак децата се поголеми, штом видам носето им тече, подкашлуваат, им давам мед со ревчиња. Поготово и медот им го давам уште во 8-миот месец. Так. Бебиња. Так, значи со народни лекови ја решавате кашлицата. Се препорачува ли да се спречува кашлицата кај децата? Видете, кашлицата е еден рефлекс. Мора да има некаква причина зошто се развива тој рефлекс на кашлица. Било да е мало дете, возрасен човек. Значи, дали е воспаление, дали е иритација, дали е алергија, дали е нешто... Значи, некоја причина постои и, значи, за една кашлица постојат околу 20 на различни причини, што вие треба да ги... Најчести причини кај децата се горно-респираторни инфекции. Понатаму може да биде ларингит, понатаму може да бидат хронични алергиски заболувања. Повеќе причини треба да се отстранат или да се испита дали постојат или не постојат, за да може да се делува на природата. Сите оние лекови што постојат вештачки, во случајот господјата користела природни лекови и не е страшно, нели? Тоа секако го јадат и возрастните и помалите. Но дали треба да се здаваат во таа возраст? Јас не сум педијатар и не би можел точно да одговорам на ова прашање, но генерално се што е природен продукт, мислам дека нема да пречи, но едно да ви кажам, употребата на средства за што ја спречуваат кашлицата не ви го решаваат проблемот. Треба да се открие зошто детето кашла или возрастне, тоа е исто, дали е дете или возрасен, и да се делува на причината. Меѓутоа, во сведоци сме дека во аптеките имате безброј лекови на ваква или онаква природа за кашлица, може малку да ублажи ако е навистина надразнителна, силна и детето или возрастниот не може веќе да има нарушен квалитет на живот, во тој случај може, меѓутоа пак не само тој лек, треба да се бара причината, да се делува на причината и која ќе се отстрани, ќе запри кашлицата. Так. Ви благодарам што денеска бевте дел од 0N+. На вистина емисија полна со многу информации кои што верувам дека ќе им послушат и на возрастните, па и на децата. Благодарам. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.